Второстепената комисија ја одби жалбата на Euromax Resources, концесионерот на рудникот Иловица дознава Канал Вис. Откако Вишиот управен суд го врати случајот со Euromax на повторно одлучување, комисијата ја разгледала жалбата и уште еднаш ја отфрлила како неоснована. Информациите до кои дојде нашата телевизија велат дека дури и да се спојат двете концесии, невозможно е да се продолжи договорот бидејќи Euromax имал низа недоследности и пропусти. По одбиената жалба, Euromax може повторно да се обрати до управниот суд. Активистите на Здрава Котлина се упорни дека нема основа за продолжување на концесиите, но и дека во ниту еден случај не отстапуваат од барањето да нема рудник на Огражден. Ова значи дека второстепената комисија имала причини и знаеме дека тие, сите ги знаеме тие причини, ги имаме документирано. Има документи кај зашто се гледа колку работи се пропуштени од страна на Euromax или се криминално поставени со пропуштени рокови, со сите можни манипулации низ нив, за да може сега да се вадат повторно на тие податоци. Не можат. На почетокот од декември Вишиот управен суд одлучил во корист на Euromax. Со тоа остана на сила одлуката на управниот суд од март годинава, со која се наложува најпрво да се реши спојувањето на двете концесии, па дури потоа да се одлучува за раскинување на договорот за експлоатација. Концесионерот Euromax Resources многу пати досега изјави дека веруваат во проектот за кој велат дека нема да биде штетен за животната средина, а ќе донесе и економски бенефити за локалното население.